Добро вечер. Да ги проследиме настаните на денот во дневникот кој започнува веднаш по кратката најава. Неколку невладени организации од регионот работат на проект за враќање на бесплатното паркирање, со мотивација на граѓаните активно да се вклучат во одлуките за трошење на нивните пари. Кривична за сопственикот на Истра Доел Кочани заради злоупотреба на службената положба и оштетување на доверители. Со цел да избегне плаќање долг, имотот на фирмата си го продал сам на себе. 3,5-децениски јубилеј одбележува Штипската детска градинка Астибо. Со голем сценски перформанс и промоција на прирачник за детски игри се славеше годишницата. И паркингот е животен стандард. Ова е проект кој од денес заеднички го реализираат Фондацијата за развој на локалната заедница, Еколошкото друштво Виножито, Детскиот парламент и Сдруженијето на невработените Светла визија и Автомото друштвото, со цел да се врати бесплатното паркирање во градот. Фондацијата за развој на локална заедница Штип денес го промовираше проектот и паркингот е животен стандард, кој е финансиран од Европската унија. На настанот беа презентирани активностите на проектот. Се работи за собирање на петиција, на подписи за паркингот во Штип, односно да се укине наплатата на паркингот во Штип, затоа што од нашето искуство, соработката со граѓаните и она што го гледаме низ градот секој ден, гледаме дека идејата за наплаќање на паркинг во Штип не функционира. Засега петициите за укинување на наплатата на паркинг можат да се потпишуваат електронски, но од наредната недела ќе бидат поставени и мобилни пунктови низ градот. Та недела, значи од среда, ќе поставиме пунктови низ сите места во градот, фреквентни, значи на плоштадот, во центарот на градот, ќе бидат тие мобилни пунктови. Исто така кај нас во канцеларија може и потпишувањето ќе трае 10 дена. Сите заинтересирани граѓани со име, презиме, потписи, домашна адреса можат да ја потпишат оваа петиција. Понатаму, целта на проектот е зголемено вклучување на граѓаните во креирањето на локалните политики, преку мобилизирање на јавноста во решавањето на приоритетите и потранспарентно управување со јавните средства од локалната самоуправа. Градската сцена во паркот пред спомен домот Асном во Делчево ќе добие нов урбан лик. Платформата ќе може да се користи за фолклорни кореографии и концерти. Основен мотив е македонското знаме. Нов лик ќе добие градската сцена во паркот пред спомен домот Асном во Делчево. По графитот кој учениците од гимназијата од Делчево го насликаа на зидот пред сцената во рамки на проектот Урбан зид преку Агенцијата за млади и спорт, сега учениците и членови на фолклорната група Вапцаров во соработка со Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров со разни графити ќе ја збогатат и пред сцената, која ќе може да ја користат како подлога за изведување на фолклорни кореографии и разни концерти. Еве денеска сме тука во градскиот парк во соработка со средното општинско училиште Методи Митевски Брицо и членовите на фолклорната група Вапцаров. Продолжуваме со проектот кој што го започнавме во претходната недела. Моментално се работи на графитот знаме, македонското знаме. Пред летната сцена сакаме да направиме еден простор каде што во летниот период можеме да одржуваме концертни, потоа фолклорни настани и други настани кои што се во рамките на програмата на Центарот за култура. Дел од новата сцена ќе ја содржи едната половина од македонското знаме, а дел модерен графит кој го избра комисија од Домот на културата по претходно предложените неколку идеи кои ги испратија самите ученици. Четврт век постоење и работа бележи денес Штипското еколошко друштво Виножито, кој вела дека имаат добар удел во порастот на свеста на граѓаните за заштита на природата. Посебно горди во Виножито се на екопаркот во Штип. Денешната свеченост, 25 години еколошко друштво Виножито во Штип, беше во знакот на музичките рефрени со настап на ученици од Средното музичко училиште, кои воедно се и членови на еколошкото друштво. Толку време и труд вложени во подигнување на свеста кај граѓаните за заштита на животната средина. Резултати за почит, сублимирани во секогаш скромните екологисти и ветување дека Виножито ветува дека овој парк ќе работи вредно и ќе стане еден едукативен центар. Многу млади ќе одржат еколошки акции, еколошки часови
и наставата во природа ќе стане содржен дел во наставната програма. Денеска сме дојдени да ви презентираме дел од традиционалната македонска музика, се надевам ќе уживате. Денес беше промовиран и кодексот на екологистите. Потроши го слободното време, корисно и волонтерски. Новите пријатели ви го минуваат животот. Прифати ги еколошките акции ревносно. За оние кои оставиле траги со својот ангажман, награди и признанија. Меѓу нив и за Зоран Зарински, кој подеднакво е познат и како новинар и како голем екологист. Признанието потврдува дека 20 години од како сум член во еколошко друштво Виножито не сум ги залудно потрошил. Јас во Виножито поминав ни сите форми, од член, од раководител на проекти, председател, секретар, едукатор на млада популација во Штип. Сакам само да порачам дека Виножито останува да биде на градот Штип и место каде секој може да се едуцира за животното еколошко обкружување, но да ги најде и своите пријатели. Низ еколошкото друштво Виножито поминале многу генерации. Тука од најмала возраст децата се учат на убавините, на грижата и работливоста. Сакам да кажам дека ова е многу убаво, направено во многу убава природа, многу убав амбиентот. Сакам да ви се заблагодарам на еколошкото друштво Виножито што организира ваква забава каде што ќе можеме да уживаме во природата. Еден од иницијаторите и основач на еколошкото друштво Виножито е и штипскиот градоначалник примариус магистер Илчо Захариев, кој денес поради службени овраски не беше присутен на свеченоста, но упати честитка до сите славеници. Со голем сценски настап, изложба на ракотворби изработени од воспитувачките и промоција на прирачник за детски игри, во Штип денес се славеше 35 годишнината од постигнето на Стибовата градинка, прва градинка во државата која воведе двосменско згрижување на децата. Со пригодна манифестација во преполната сала на Домот на културата Ацо Шопо во Штип, 200 дечиња од детската градинка Астибо го одбележаа 35-тиот роден ден на оваа установа. За целосната организација и сите активности околу роденденската манифестација заслужни се сите вработени, предводени од директорот Илија Митров. За организација на еден ваков јубилеј се потребни многу средства, многу енергија, многу вложен труд од страна на сите. Значи можевте да забележите уште при самиот влез дека во фојето има изложено галерија на изработки, рачни изработки од нашите воспитувачки, значи слики, и тоа се посебна гордост. Оваа година се потрудивме преку нашите пријатели од Прима Данца и студиото Кентаур да организираме да биде уште поубаво. Во ритмот на музиката од познатите детски анимирани филмови, дечињата на Стибовата градинка играа и пееа и ги забавуваа присутните. Во меѓувреме се доделуваа благодарници до вработените кои допринеле за безпрекорната работа на оваа етаблирана детска установа. Благодарниците ги преземаа дечиња соодветно облечени да личат на возрастните. Танцот на дечињата се подготвувал 2 месеца и тоа со помош на професионални танчери. Беа ли послушни, слушали што им кажувате, како ги учите? Дечиња. Има се. Значи, кај дечињата е убавината и во тоа, што секогаш има некој кој што е палав, трчка околу, не внимава, секогаш треба некого да донесете, он повторно ќе се тргне на страна па да го вратите и така натаму. Но како да ви кажам, тоа е дечињата се жива материја, така да со нив е стварно најубаво да се работи. Тоа беше еден убав процес на кој што сите на некој начин под наводници нели се помачивме, а на крај добивме убави резултати со дечињата. По завршувањето на пробите со инструкторите, децата вежбале со нивните воспитувачки, кои учествувале и во изготвувањето на прирачникот Играв јас, сега играј ти, кој содржи детски игри. Прирачникот, чии автори се педагогот во градинката Елизабета Симоновска и професор доктор Снежана Мирашчиева од Факултетот за образовни науки, беше соодветно промовиран во чест на 35 годишното постоење на детската градинка Астибо. За прв пат во Република Македонија се издава ваков прирачник од ваков тип, игри кои што се користат за воспитание или образование, едукација на децата во предучилишно воспитување. Она што ние го запишавме и го ставивме во овие неколку страници, мислам дека ќе има
долготрајна вредност заради тоа што не само што не враќа нас во детството, туку и ќе биде патоказ за идните генерации кои треба да го живеат детството. Потребата од еден ваков прирачник е од поодамна, а посебно сега со организирање и реализирање на новата воспитно-образовна програма во која што се дава голем акцент на раниот детски развој и како што е кампањата и на владата, првите 5 се најважни на свет, ние во согласност со тоа го создадовме овој прирачник во кој што се поместени сите игри кои што ние ги игравме некогаш, кои што се безвременски. Прирачникот кој има голема едукативна вредност за социјалниот, емоционалниот и интелектуалниот развој на детето и се очекува значително да им помогне на сите воспитувачки во секојдневното работење со најмалите, беше промовиран од професор доктор Снежана Јованова Митковска. Посебна вредност заслужува затоа што во него се поместени голем број на игри на кои ќе се подсетиме она што го играа нашите дедовци, прадедовци, на она што го игравме ние како деца, меѓутоа што ќе го играат и децата кои што се во развој и се иднината на нашето општество. Прирачникот ќе може да се најде во библиотеките на детските установи и во библиотеката на Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Како да станеме активни и концентрирани во работата на предавање и во учењето? Гесталт правецот во психологијата може многу да помогне на лицата кои имаат проблем со енергијата и концентрацијата. Советот на млади при општина Штип идната недела организира настан за запознавање со техниките на овој психолошки правец. Настанот е дел од проектот И јас сум лидер. Проектот Јас сум лидер на Советот на младиот Штип е во завршна фаза, во кој се вклучени 5 тим лидери. Последниот тим работи на настанот Активно слушај, ефикасно делувај, а главната цел е младите да ги покажат своите тимски и лидерски способности. Во овој проект се вклучи над 250 млади лица од цела Источна Македонија и негова главна цел е да ги поттикне младите да работат заедно, да ги подобрат своите тимски и своите лидерски вешини и низ текот на целиот овој проект сите учесници беа присутни на различни симулации и обуки. Исто така самите учесници се запознаат со начинот на организирање на проект и низ целиот тој процес кој што треба една личност да го помине со цел да организира даден настан, протокол за тој настан, организација во смисла на присуственост, во смисла на простори, во смисла на професори и на крајот секако овој настан завршува со официјално делување на сертификати на сите учесници. Сите млади лица од 16 до 29 години кои сакаат да бидат дел од активностите на Советот на млади можат да се вклучат во тимот преку кој ќе напредуваат во реализација на општествено корисни задачи. Последната обука ќе се одржи на 2 и 9 мај. Проектот завршува овој месец и последните дати за овој проект се 2 и 9 каде што ќе се одржи втората обука, а досега имавме 4 настани во скопот на овој проект кои што успешно ги организиравме и успешно ги завршивме. Дел од тим лидерите кои работеа на досегашните проекти како награда добија за минување на школа во Германија. Може да се каже дека Советот на младиот Штип се со најмногу реализирани проекти, а како еден доказ за работењето е и можноста која им е доделена за едукација во странство. Старата детска градинка во Виница за 2 грејни сезони заштеди 10.000 евра благодарение на еколошката дрвна маса која допрва зема замав кај нас. Искуството од градинката сака да го искористи Основното училиште Славчо Стоименски, за кое Советот на последната седница го поддржа проектот за енергетска ефикасност кој е финансиран од швајцарската програма за зачувување на природата. Наместо заштеди на локалната самоуправа, поквалитетно грејење во зимата ќе имаат учениците од Основното училиште Славчо Стоименски. Со 1 милион денари ќе се врши замена на котлите на нафта во печки на пелети, од кои 350.000 денари се општински средства. Останатите се од програмата за зачувување на природата. Советот даде поддршка за реализација на овој зафат, откако претходно швајцарците не прифатија проект за парцијално енергетско решение на собраниската зграда, тоа е само за просториите на локалната самоуправа. Дискусијата околу оваа точка се сведе на ефикасноста на палетите како биолошко гориво и колку 2 печки ќе одговорат на потребите на целото училиште. Долгогодишните проблеми со грејењето и големите трошоци за нафта се само поедовен фактор за барање енергетски ефикасни решенија. Котлите во Славчо Стоименски Виница се од 1999 година
Иако навидум не се многу години, цената на нафтата кога котлите биле ставени била многу ниска, денес цената на нафта знаеме дека е многу висока и потрошувачката за загревање на училиштето е доста голема, доста висока. Во просек годишно училиштето одвојува од 700 до 1 милион денари за загревање на самото училишна зграда. Од државните институции во Виница првото искуство со грејење на пелети веќе 2 грејни сезони го има детската градинка Гоце Делчев. Иако на почетокот при одлучувањето за избор на дали повторна печка на нафта или на пелети се сомневавме во квалитетот и оправданоста за избор на печка, меѓутоа сега сме сигурни после 2 грејни сезони дека сме донели права одлука. Со инвестиција од 12.500 евра обезбедивме 2 печки на пелети и на основа на досегашните анализи заштитата е повеќе од очигледна. Имено во последните 3 години на експлоатација на котелот на нафта, протечно трошихме по околу 15 до 16 тони нафта, или фактички према цената испаѓа неде од 13 до 15 000 евра. Старата градинка е со површина од 700 метри квадратни, а грејењето го реализира со 2 печки од по 150 киловати, а најголемата придобивка од реализацијата на овој проект е еколошката, бидејќи пелетите се произведуваат од дрвна биомаса. СВР поднесе кривична пријава против ЦМ од Кочани, собственик и управител на Истра ДОЛ Кочани, заради злоупотреба на службената положба и оштетување на доверители. Со цел да избегне плаќање на долгот, фирмата си ја продал сам на себе. СВР Штип поднесе кривична пријава против ЦМ, 52 години, собственик и управител на фирмата Истра ДОЛ Кочани, заради злоупотреба на службената положба и оштетување на доверители. Тој со намера да го избегне плаќањето на долг спрема јавното предпријатие Македонски шуми, фирмата сам на себе си ја продал. Заклучно со 2009 година, во износ од 5.706.994 денари, го отугил имотот на Истра во износ од 6.366.385 денари на правниот субјект Мебел дома ДОЛ Кочани, кој исто така е во негова собственост. Со ваквиот чекор тој ги избегнал плаќањето на долгови, но неговите побарувања си ги наплатил. Кој Истра ги наплатила од други купувачи во висина од 10.167.704 денари, со договори за отстапување на побарување, цесии, ги пренасочил спрема други доверители, со што го оштетил доверителот ЈП Македонски шуми Скопје во износ од 5.706.994 денари и управата за јавни приходи во износ од 1.326.381 денар. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој од 1 јуни ќе започне со спроведување на проектот за поднесување на електронски барања за финансиска поддршка по мерките од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. За таа цел агенцијата ги известува сите странки кои во иднина планираат да достават барање за финансиска поддршка, навремено и целосно да ги ажурираат сите податоци за земјоделските стопанства запишани во единствениот регистар. Ажурирањето на податоците може да се изврши во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде е регистрирано земјоделското стопанство. Во изминатите неколку дена повеќе од 1500 луѓе починаа од високите температури што ја зафатија Индија. Болниците се преполни со луѓе и повеќе нема место за оние кои страдаат од последиците на топлотниот бран. Во некои делови на земјата температурата се искачила и до 50 степени. Советот за безбедност на Обединетите нации едногласно усвои резолуција, барајќи да се обезбеди заштита на новинарите во земјите, како и оние изложени на напади во конфликти во различни делови на светот, но и да бидат ослободени киднапираните и заробени новинари. Никаде во Европа поставката за азил не трае толку долго како во Германија. Стопанството бара бегалците порано да почнат со учење германски јазик и да наоѓаат побрзо работа. Многу работодавачи ја критикуваат ваквата ситуација. Тие сакаат да вработуваат квалификувани бегалци, а такви најверојатно има многу. Генералниот секретар на НАТО алијансата Јенс Столтенберг потврдил дека алијансата продолжува со политиката на отворени врати и дека пред овие врати се наоѓа и Црна Гора, за чие членство ќе се одлучува до крајот на годината. 3 лица синоќа биле убиени во центарот на Тирана, кога врзнив бил отворен оган од возило во движење. Една од жртвите починала на самото место на нападот, а другите двајца им подлегнале на здобиените повреди на пат кон болница. Мотивите за нападот засега не се познати.
Титулата во детската фудбалска лига за Кочанскиот регион останува во Делчево и во надпреварувачката 2014-2015 фудбалерите од генерацијата 2000-2001 имаа безпрекорна сезона, па така со само 2 нерешени надпревари без пораз заслужено го добија епитетот шампиони. За тренерите на екипата ова е одлична потврда дека талент несомнено постои кај овие генерации, нешто што само ќе им даде поттеки на останатите фудбалери да постигнат слични успеси во иднина. Нашите млади категории на ФК Брегалница Делчево, односно категориите од 2001 генерација, остана на првото место по одигрување на 16 кола. Значи, повторувам, без пораз сме и оваа година заслужено момците го освоја првото место. Честитки до нив, до моите колеги, до целата спортска јавност. Се надеваме дека и наредната година ќе се останеме на првото место, ќе го задржиме првото шампионско место. Во рамки на фудбалските надпреварувања, фудбалскиот клуб Брегалница беше домакини на плейоф надпреварите, во кои учествуваа екипите на Слога Виниц, фудбал Старас од Кочани, академиите Постолов Пандев, како и домакин од Брегалница Делчево. Првото место на тај турнир го освои екипата на Постолов од Штип. Значи, сите знаеме дека таму има многу дечиња, али мислам дека нашите дечињаци заслужија за таа година да бидат прваци. Пред младите таленти предстои мала пауза, а потоа дел од екипата ќе учествува на тренинг камповите, чии домакини годинава ќе биде градот Доиран. Ова беше се за вечерва. Ви благодарам на вниманието. Повеќе вести прочитете на нашиот веб портал kanalplus.mk.